Не ги срам да им кажуваат на работниците дека нема да им подклекнат под притисокот, а ќе земат 250 евра или една цела годишна плата ќе ја земат во еден месец. Овде се работи, значи, за група на луѓе кои имаат криминоген ДНК. Луѓе кои утре да им дадете 10.000 евра плата, судиска или обвинителска, они ќе го прават исто. Јавниот обвинител го испитува неговото работење во насока на коруптивни дејанија и јасна е целта на јавниот обвинител што бара, и тоа е добро, од моментот на неговиот избор во апелациониот суд од февруари 2020 година до денеска. Не би се служил дека сме разединети ако еден, двајца или тројца бивши функционери наши излегле на телевизија и барале оставка од председателот Венко Филипче. Ние како партија не може да трпиме атак од поранешни функционери кои добиле све од Социјалдемократскиот сојуз и тој атак да остане од нас игнориран. Фокусот на провладините медиуми е Венко Филипче, председателот, затоа што не испорачуваат ништо. Иако цените и трошоците за живот континуирано растат, минималната плата во Македонија останува една од најниските во регионот со 397 евра месечно. Зад нас е само Косово. Синдикатот најавува протести за идната недела, поточно идната среда. Ќе успеат ли конечно во нивните барања? Во ова издание на Тренинг соговорник е Слободан Трендафилов. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам поканата. Дали не ви се чини дека владата и работодавачите си играат пинг-понг со вас? Ми се чини дека си играат со работничката судбина, со работничката под, со работничката мака. И си играат многу долго време. И затоа на времето кога разговаравме, а тие ни велеа договорете се, ние ќе прифатиме се што ќе се договорите вие, заврши, тие не се договорија до 31.12.2025 година и револтот го изнесуваме на улица, затоа што ако не сакаат да ве слушнат на маса, мора да ве слушнат од улица. И тоа што го прават е не само што си играат со работничката судбина, туку и со работничките животи. Ако споменавте и вие дека Македонија останува на дното со висината на минималната плата, тогаш овие едни ве уживаат, а овие други ве трпат. Не знам каква е таа политика, без оглед на тоа дали е на работодавачите, односно газдите или на владата, да ги имате најсиромашните работници и да водите најсиромашни држави и патем да се фалите по интервјуа со таквата состојба. Сметате ли дека ќе успеете, ќе има ефект гласот на работникот доколку се појавите на Линденска број 2? Во самиот центар. Ние нема да се откажеме како што не сме се откажале и во минатото, а го барале тоа од нас. Изминатата година бараа од нас да се откажеме, не напаѓаа за да се откажеме, се обидуваа да не спречат со разни мерки да престанеме да бараме, да престанеме да протестираме, затоа што во владата размислувањето е дека Сојузот на синдикати само бара зголемување на платите на работниците, дека не им се потребни, дека работниците добро живеат во Македонија. На газдите исто така. Пречка им е Сојузот на синдикатите на Македонија затоа што укажува на таквата состојба, но не. Ние нема да се откажеме и покрај сите притисоци. Ќе организираме и нови протести, ќе организираме и нови блокади и на прагот сме на генерален штрајк во јавниот и во приватниот сектор. Ако им одговара 33% од вкупниот број на вработени да живеат со плата под 31.200, колку што е прагот на сиромаштијата, и ако им одговара да ги гледаат работниците како одат на работа да се сиромашни, ние не можеме да го дозволиме и тоа, и затоа ќе се бориме со секој еден работник. И еден работник да излезе на улица, Сојузот на синдикати на Македонија ќе биде со него и ќе бара зголемување на неговата работничка плата. Барате 600 евра минимална плата и зголемување за 100 евра за сите. Споменате дека се соочувате со притисоци. Со какви модели на пресинг се соочувате? Не е проблем само минималната плата од првиот дел на вашето прашање. Проблем се с ниските плати кои ги примаат огромен број на работници. 600 евра минимална плата е работниците оно што го побараа преку анкетата која спроведе Сојузот на синдикати на Македонија во месец декември минатата година. Работниците кажаа дека 500 евра веќе не се доволни за живот и дека
така ниските плати овие со 397 евра ги јаде инфлацијата, особено ако знаеме дека во месец јануари оваа година едно семејство е посиромашно за 1000 денари, колку што е зголемена вредноста на синдикалната кошничка. Но од друга страна, кога зборуваме за притисоците, сакам да укажам дека нема да им подклекнеме. Цела мината година се обидуваа да го дискредитираат Сојузот на синдикати на Македонија, да го спречат да излегува на улица, правеа упади во синдикалните организации, вештачки направија жолт синдикат репрезентативен за да стане партнер на власта и на работодавачите, и покрај тоа не им успеа да не замолчат. Меѓутоа, министерот Дурмиши вели дека нема да подклекнат под притисокот ваш и дека останува на ставот во март зголемување на минималната плата од 1500 на 2000 денари. Тоа што е важно да знаат во владата и работодавачите е дека никој не им прави притисок освен работниците, затоа што работниците не може да си дозволат да ги прехранат семејствата. Не може да врзат крај со крај во месецот, особено еве сега јануари кој е најдолг и најтежок месец во годината. Ако тие сметаат дека притисок е тоа што работниците им бараат корка леп, а тие уживаат во манго, папаја и во разноразни луксузи кои си ги овозможуваат и преку владиното бифе, меѓутоа и со нивните плати, тогаш забораваат да им кажат на работниците нешто. А тоа е дека нивните плати се зголемуваат 10 пати повеќе од 25 евра или 250 евра, односно од 200 до 300 евра, затоа што согласно методологијата која пак тие ја уживаат, а работниците со заокружување на гласачкото ливче им ја даваат таквата моќ, овозможува во месец февруари тие да добијат помеѓу 200 и 300 евра зголемување на нивните плати, затоа што 10 евра е зголемена просечната плата, а таму просечната плата е основна плата врз основа на која се пресметува коефициентот на сложеност. Не ги срам да им кажуваат на работниците дека нема да им подклекнат под притисокот, а ќе земат 250 евра или една цела годишна плата ќе ја земат во еден месец како функционерска плата на работников со минимална плата. Во таквиот случај мислам дека навистина како што и самите тие велат треба да ги симнат розовите наочари, да испаднат од оние затемнети стакла во службените автомобили, да испаднат од кабинетите и да отидат во супермаркетите, например, да видат како едно семејство влегува во еден, во друг, во трет супермаркет за да купи поевтини производи за да може да го прехрани своето семејство. Како ја оценувате изјавата на претседателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азевски, кој меѓу другото вели: ние можеме да одиме со какво сакате зголемување на минималната плата, која утре може и да не ја добиете? Треба да се коментира ваквата состојба. Тоа што е поразително е што едни исти луѓе, 36 години, не ги иселија само работниците од Македонија со ваквите коментари и ваквите ставови. Ги иселија цели нивни семејства. Во 36 години огромен број на семејства покрај работниците кои одат на печалба ја напуштија државата. Не ги иселија нашите роднини, пријатели, браќа, комши и сестри. Тоа мислам дека е пораз. Денеска Македонија се наоѓа таму кај што е токму поради работодавачите, но работодавачите имаат изговор дека треба да се зголеми продуктивноста. Македонските работници се премногу продуктивни за платите кои ги примаат во Македонија, имајќи во предвид дека македонските работници се 10 пати попродуктивни во Германија, во Словенија, во Хрватска, с далеку повисоки плати. Работодавачите мора да разберат нешто, дека тие не се деспоти над работничката судбина. Работодавачите мора да сватат дека тие се партнери со работниците, дека работниците им го ствараат капиталот и дека без работници немаат ниту капитал. Но, за жал, видовте вие и некој друг кој не гледа денеска во вашата емисија да се исели еден газда од Македонија, да затвори еден газда бизнис и да отиде да работи за минимална плата од 397 евра? Не. Уживаат придобивки помеѓу 5 и 10 000 евра во просек нето добивка од вработен, која им ја генерира работникот со својот труд и со својата работничка пот. И изговорите да кажуваат дека можат тие да зголемат минимална плата која потоа нема да се добиваат, не се точни, паушални. Ние како синдикалци свативме дека мораме да зборуваме со јазикот на аргументите, затоа што поинаку не сакаат да не разберат на секоја една компанија од 2022 година кога истиот муабет ни го правеа. Ако се зголеми минималната плата, тогаш за 2800 денари ќе се затворат огромен број на компании, ќе се отпуштат огромен број на работници, бизнисот ќе трпат работниците, ќе трпи државата. Од тогаш до денеска ги земавме параметрите од официјалните државни институции на една затворена компанија, две ново отворени.
Климата за бизнис е двојно зголемена со зголемувањето на работничките плати. Бројот на работници од тогаш до денеска е зголемен, па денеска е некаде околу 705.000 според статистика, што не било во тој случај тогаш. Значи работниците имаат повеќе избор да работат за повисоко платени работни места, кај работодавачи кои ги вреднуваат и ги ценат работниците. Затоа велиме дека изговорите кои ги кажуваат тие се паушални, да не кажам смешни, работниците кога слушаат такви изјави по медиумите најчесто им се смеат. Коментарите по социјалните медиуми го потврдуваат тоа, можат да отворат и да си прочитаат на секој нивен коментар дека едните ќе кажат дека платата треба да договорат работниците и работодавачите, па тие ќе ја прифатат, им се смеат луѓето. На другиве кога кажуваат дека ќе зголемат платата, ама може никој да не ја земе, исто така им се смеат луѓето, но тоа што е поразително е што овие се подигруваат со работничките судбини. Господин Трендафилов, синдикатот и работодавачите подолг период сте во клинч. Од друга страна, владата вели ако ги зголемиме примањата, ќе се зголеми и инфлацијата. Не е точно и тоа. Ако погледнете на секаде во регионот Македонија, некаде во рангот на сите земји со висината на инфлацијата, дури имаме и повисока инфлација од земјите каде што платите веќе се зголемија. Во месец јануари секаде се зголемија платите. Во Србија 550 евра е минималната плата, во Косово веќе е 430 евра или 390, околу 380 евра во нето, во Албанија веќе е зголемена и сите имаат пониска инфлација од Македонија. Што мислите? Зошто владата, државата не сака да им излезе во пресред на работниците, да им ја зголеми минималната плата? Не сакаат работниците да може да си овозможат добри услуги како што тоа си го овозможуваат тие, за да ги држат покорни и послушни, за да можат да ги гласаат на избори. Затоа што вие ако не им овозможувате на работниците да размислуваат на некои позитивни работи, ќе размислуваат само на политика и на ништо друго. Ова е погрешна теза, господин Трендафилов. Ако државата не работи во прилог на работниците на следните избори нема да го дадат гласот за владеачката гарнитура, да речеме. Па ако паметите на последните парламентарни избори, предходната владеачка гарнитура која истиот муавет ни го правеше на нас, на работниците, стрпете се, сега не е моментот, не треба да се зголемуваат платите, загуби некаде околу 200.000 гласови. На предходните локални избори, моменталната владеачка гарнитура изгуби некаде околу 200.000 гласови. Работниците казнуваат и тоа како. Меѓутоа, работничката борба не е спринт, маратон е. Тоа што не можеме да си дозволиме како работници е да чекаме некое подобро утре, затоа што денеска е потребна плата за живот. За човечкиот капитал, продуктивноста и платите, кој е патот до економски развој и подобар животен стандард? Се разбира дека без работникот нема пат до подобар економски развој и подобар економски стандард. Тоа го знаат сите, меѓутоа ги експлоатираат работниците и се обидуваат што е можно повеќе да искористат во овие матни времиња кога вие имате поддршка од владата како работодавачи, тогаш ја имате политичката моќ на иста страна со моќта на капиталот наспроти моќта на работниците кои имаат само моќта на нивната бројност. Дали платите треба да растат право пропорционално со продуктивноста на работникот? Да, платите не растат со продуктивноста на работникот. Последните податоци кои Народната банка ги објави, не ги објавивме ние, ниту ги измисливме, покажуваат дека во нето добивка работникот му ствара помеѓу 5 до 10.000 евра на работодавачот. Во просек. Тоа зборуваме дека и оние кои заработуваат помалку и оние кои заработуваат најмногу, некаде просекот е помеѓу 5 и 10.000 евра продуктивност на македонскиот работник. Тоа знаете колку е во работничка плата во висина на минималната плата? Секој работник заработува една плата за себе, му заработува платата на газдата и на работодавачот, му ги заработува средствата за инвестиција и потоа повторно му останува едногодишна, во висина на едногодишна минимална плата на газдата како добивка за да може овој да ги извади парите како дивиденда. Господин Трендафилов, подолг период се соочуваме со екзодус од државата, од земјава. Од друга страна, владата најавила стратегија за враќање на сите оние кои ја напуштиле земјата. Сметате дека ќе успеат во тоа? Не знам како ќе го направат тоа. Паметите, неколку години порано една предходна влада велеше се враќаат работниците заради висината на минималната плата во Македонија.
ако имаме најниска минимална плата, не знам каде планираат да се вратат тие работници и како планираат да ги вратат во Македонија, со кои услови, со кое образование, со кое здравство, со каква инфраструктура и со какви плати на крајот на криштата, заради кои македонските работници најчесто заминале. Платата е првата причина, сите овие доле се последователни на таа. Како планираат да ги вратат македонските работници, ако примаат минимална плата, да речеме, во Црна Гора 600 евра, да ги вратат во Македонија за 400? Како ќе им кажат дека во Македонија 25 евра само ќе им зголемат минималната плата во месец. Зборуваме само на минималеца кој е работникот во Црна Гора, или пак во Србија за 550 евра, а во Македонија за 400. Тоа се 150 евра или 200 евра повеќе од минималната плата која е во Македонија, тоа само минималната плата. Да не зборуваме за останатите плати. Но сите влади досега воделе многу погрешна политика. Оваа влада покажа дека можеби води уште попогрешна политика и од претходната, за жал. Пред неколку месеци излезе информација дека во Хрватска за 11.500 наши сограѓани е издадена работна дозвола легално да ги извршуваат своите работни задачи таму. Според некои наши сознанија и сознанија на работодавачите, овој број е по 3 или по 4 пати повеќе од луѓе кои заминале во сивата економија да работат, сезонска работа и слично. Само во една држава е 50.000 луѓе во сезона да заминат да работат. Да не зборуваме за Црна Гора, еве сега да не зборуваме за нешто обкружување каде што има пониска минимална плата, а владата така ќе ги врати македонските работници со зголемување на квотата на носење на странски работници, која изнесува сега 10.000 странски работници. Во однос на тоа, Македонија отвара вратата за увоз на странски работници. Дали е тоа во насока од потреба или недостаток на работна сила, или денес никој веќе не сака да работи било што и за било колку? Денес никој веќе не сака да работи било што и за било колку, затоа што работниците имаат избор. Ако не го најдат изборот тука, многу лесно може да го најдат некаде во нашето обкружување или некаде во Западна Европа. Но тоа што е поразително е тоа што владата и работодавачите, а веќе и претседателот на Стопанската комора, за кој споменавте и пред малку, каже дека не им се потребни толкави квоти за странски работници, дека треба да се искористи домашниот потенцијал на домашните работници за да се ангажираат, да се даде од државата работа на домашните компании и така натака. Заминуваат тие од Македонија, но вие да сакате да ги замените домашните квалификувани работници со неквалификувани, односно ниско квалификувани работници кои не познаваат јазик, немаат иста култура со вас, треба да овозможите за нив храна и превоз. Најчесто тоа што го прават за тие 10.000 работници кои планираат да ги увезат во Македонија е увоз-извоз. Ќе ги донесат до Македонија, ќе им платат транспортни трошоци, тоа што не сакаат да им платат на македонските работници како трошоци за превоз, ќе им платат храна и сместување, тоа што не сакаат да им го платат на македонските работници, потоа овие ќе им заминат во некоја западноевропска држава, затоа што тие ќе дојдат можеби со 300 евра таму каде што живеат на 397 евра плата, меѓутоа знаат дека за 3000 евра можат да заминат за 24 часа пешки некаде и да ги заработат тие. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам на можноста. Слободан Трендафилов, претседател на Сојузот на синдикати на Македонија. Во претходниот период трпиме повеќе напади од наши сопартици, неголи од мора да помене. Така да само по тоа се наметнува дека голем дел од тие напади може да се и инструирани. Јас не кажувам со 100% сигурност дека тоа така, ама по све што гледаме како се одвива, како медиумите ги пренесуваат тие напади, поготово провладините медиуми, ќе видите дека можеби има некоја симбиоза. Јас сум за него потенцијално опасен човек, затоа што тој не препознава во мене она што тој го има како ДНК. Криминогениот ДНК. Нема сигурно да ми се обрати да ми каже Тувке, дај ми 20.000 евра за да ти решам предмет. И што ќе се случи? Нормално, прва фаза АНБ, втора фаза катастрофа. Што значи, они регрутираат луѓе со нивни мајндсет. И така работат, се создава привид дека ова се изолирани случаи. Не е точно. Натрепартиски обвинувања и контраобвинувања, најави за пуч, барање за извинување. Ова се само дел од
најавите за во пресрет на 31-тиот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако го прашате лидерот на партијата Филипче, тој ќе ви одговори дека партијата е консолидирана. Но реакциите, обвинувањата и коментарите во јавноста говорат сосема нешто друго. Гостин во ова издание на Трилинг, еден од 20 нови подпредседатели на партијата, Александар Трајановски. Добре дојдовте во емисијата. Добар ден, Гораст. Поздрав до сите гледачи. Господин Трајановски, дали на сцена е бунт во Социјалдемократскиот сојуз? Не, апсолутно. Не се сложувам со тоа, не би рекол дека е на сцена бунт. Ние сме фокусирани на тоа што треба да бидеме фокусирани како раководство, како општински организации. Тоа е престојниот конгрес, кој ќе биде сега во сабота, баш овде во Александар Палас. Така да работиме на тоа, работиме на делегатите, апсолутно на организација на целиот конгрес, каде што ќе треба да биде представена новата програма, новиот концепт, каде што ќе бидат опфатени сите категории и апсолутно да се слушне мислењето на делегатите, како и секогаш до сега, да се слушнат позитивните работи, нормално секогаш сме тука и за негативните работи, за да се каже од страна на делегатите дали има замерка, се каже за дел од општинските дали има замерка, така да ја мислам дека конгресот ќе помине во најдобар ред и за тоа и се спремаме. Што за вас ќе биде успех на овој престоен конгрес? Еден од вашите сопартици како да даде одредена резерва околу можноста тој да пропадне, бидејќи со констатација се надевам дека сите делегати ќе дојдат, а ќе видиме и поранешни функционери од партијата. Последното интервју на поранешниот градоначалник и висок партиски функционер Шилегов, еден од поранешните исто така функционери Деспотовски, како да најавува раздор во партијата. Видете, во претходниот период направивме безброј разговори, без консултации и внатропартиски, како и со дел од другите општински организации, така да сите делегати се искомуницирани. Јас тврдам дека апсолутно не станува збор за некакво пропаѓање или за некакво саботирање на конгресот. Сите делегати ќе дојдат затоа што таму е местото каде што треба да се дебатира. Треба да се разговара, треба тоа ќе биде еден отчетен конгрес за поминатите локални избори, така да таму ќе се разговара за локалните избори, како поминале, секој ќе си окаже својот збор, сите извештаи од сите општински ќе ги презентира генералниот секретар. Така да мислам дека и доколку има незадоволство или доколку има несогласување, конгресот е простор каде што треба све тоа да се рефлектира или да се прикаже. Излегувањата во јавност на претходни наши сопартици, како што се Деспотовски или еве синокешното на Шилегов, не би ги коментирал, затоа што за мене е излишно да се коментира нешто, поготово наши сопартици кои излегуваат, кои бараат оставка на ова раководство или ја напаѓаат партијата, со цел стани ти да седнам јас. Не го прифаќам тој начин на конверзација и не го прифаќам воопшто тој начин на размена на идеи преку социјални медиуми, напаѓања преку социјални медиуми или пак излегување по телевизии и плјукање, така грубо да се изразам, по социјалдемократскиот сојуз. Сметате дека овој атак преку медиумите од поранешни ваши поранешни функционери во партијата е само, како што велите, да стане до сегашното раководство, да дојде до ново? Апсолутно така го гледам и во ни на друга смисла не можам да најдам соодветен речник како да го протолкувам. Затоа што еве ја се познавам со господинот Шилегов. Господинот Шилегов бил во структурите на Социјалдемократскиот сојуз, градоначалник, бил во извршниот одбор до последните избори, кои што ги претрпевме катастрофален резултат, тоа беа парламентарните избори, така да одговорноста е сечива, значи не е одговорноста само на поединци. Да се атакува на председателот моментално, кој знаеме во каква ситуација ја затекна целата партија,
кога се најдовме во еден класичен нокаут, мора да признаеме, освоивме 18 пратеника, значи најлош резултат во историјата на Социјалдемократскиот сојуз. И дали тоа не беше, бидејќи велите ова се најлоши изборни резултати, дали тоа не беше мотив и причина да дојде до целосна промена во раководството? Видете вака, и претходно господинот Зоран Заев се повлече после локалните избори, па потоа се повлече и господинот Ковачевски, така да имаше внатре партиски избори кои се легитимни, кои се максимално демократски, каде гласаат регистрирани членови на Социјалдемократскиот сојуз, и таму господинот Филипче си одоби својот мандат, каде што беше изгласан од членовите. Има критики дека одлуките во партијата се носат во најтесен круг. Не е точно. Последната година и пол, после парламентарните избори, апсолутно во сите, ја потекнувам од општинската организација во Аеродром, апсолутно сум присутен јас како член, сега како подпредседател, претходно е дел од извршниот одбор на сите извршни одбори кои се случуваат во нашата општинска организација и ги пренесувам ставовите од таму горе во раководството. Значи еден мост. Така да верувајте дека не одлучуваат само група на луѓе во Социјалдемократскиот сојуз. Имаме широка дебата, имаме централен одбор, имаме извршен одбор, нечесто има и несогласувања, што е нормално и демократско право. Има ли координација помеѓу раководството и пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз? И колку се реални тврдењата дека можно е во наскоро време да дојде до раситнување на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Видете, координатор на пратеничката група е господин Толијер Спасовски. Господин Толијер Спасовски присуствува на сите извршни одбори што ги има нашата партија, така да и на сите извршни одбори зема и господин Спасовски збор, така да тука се дебатира. Така да апсолутно све што се случува во пратеничката група се пренесува преку господин Толијер Спасовски, таму е и председателот Довенко Филипче во пратеничката група, како и сегашната подпредседателка Јона Тренчевска, така да све од таму целата координација, целиот разговор се пренесува и на Зошто се откажавте од дел од вашите поранешни високи функционери, партиски соработници, еве ќе ги набројам: Игор Ивановски, Гордан Ѓорѓиев, Костадинов? Видете, никој од никого не се откажа. Председателот Филипче ме разговарано со сите претходни функционери во еден дел од неговиот мандат, така да апсолутно подадена е рака на секого. Така беше и кај нас во општинските организации, беше подадена рака на секого. И на бивши функционери, и на бивши градоначалници. Нивно е да одлучат дали се пропознаваат во концепт или ќе седат на страна. Така да апсолутно Социјалдемократскиот сојуз не е откажан од никого. Да, ние како партија не може да трпиме атак од поранешни функционери кои добиле све од Социјалдемократскиот сојуз и тој атак да остане од нас игнориран. Така да во еден аспект како партија да мора да се заштитиме, ама во друг аспект мора и да дадеме одговор на неаргументирани напади. Што се за вас неаргументирани напади? Ке го спомнам пак и господинот Јован Деспотовски излегуваше по социјални медиуми и повторно го напаѓа и директно председателот Венко Филипче, директно раководството, каде што сме членови ние, дека ја уништува системски партијата, што е апсолутно неточно. Ако некој стварно мислеше дека после онаков пораз на парламентарните избори, во кои беа дел сите, а и господинот Јован Деспотовски како функционер, очекувавме дека ќе освоиме голем број на општини, тогаш е за мене политички лаик. Врз основа на што го ги темелите тврдењата, кои многу често ги слушавме деновиве на пресконференции, дека Шилегов и Деспотовски се продолжена рака и одработуваат за ВМРО да помане? Па видите, ние во претходниот период трпиме повеќе напади од наши сопартици, него ли од ВМРО да помene. Така да самото по тоа се наметнува дека голем дел од тие напади може да се и инструирани. Јас не кажувам со 100% сигурност дека тоа така, ама по све што гледаме како се одвива, како медиумите ги пренесуваат тие напади,
поготово провладините медиуми, ќе видите дека можеби има некоја симбиоза, што искрено не сакам ни да поверувам дека е таква, затоа што јас тргнувајќи од себе лично, со целиот свој кредибилитет, никогаш не би ја нападнал партијата која ми е возможила во еден период од животот да бидам тоа што сум. Каква е улогата, влијанието, па и на Бранко Црвенковски денеска во Социјалдемократскиот сојуз? Видете, Бранко Црвенковски бил председател на Социјалдемократскиот сојуз и една битна фигура нормално во Социјалдемократскиот сојуз. Сега моментално апсолутно нема контакти никакви со Бидејќи рековте дека вашиот актуелниот лидер има комуникација со сите. Предпоставам вклучувајќи ги поранешните председатели на партијата. Сакам да кажам, поранешните председатели на партијата, со Владо Вучковски како премиер претходен, комуникација со делот претходните. Точно не можам да кажам дали е во комуникација, дали бил некојаш во комуникација со Бранко Црвенковски, но ја мислам дека апсолутно е подадена рака на секого. Апсолутно е подадена рака на секого во интерес на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што нас поделбите не водат никаде. Нас поделбите не водат само да овозможиме ВМРО ДПМН да си владее што може полого, затоа што опозицијата ќе се цепка на делови. Затоа јас сакам да кажам од мој аспект секако подпредседател дека мора да се најде начин да се смири топката. Најмалце ни е потребно ова што се случува, со овие константни напади, ама верувајте, не зависи секогаш све од нас. Како е возможно актуелниот лидер на и премиер Мицковски да успее и покрај сите внатрешни турбуленции кои ги имаше во ВМРО ДПМН да ја консолидира партијата и да стигне до власт, а се чини дека во моментов Социјалдемократскиот сојуз после подолг период се соочува со вакви внатре-партиски турбуленции. Видете, ни очекувавме реално дека можеби ќе дојдат до внатре-партиски турбуленции, затоа што ги насетувате? Знаете, има поединци кои едноставно се ситат на резултат на Социјалдемократскиот сојуз. Па резултатот не е за пофалба. Во ред. Ама после тој резултат да барате одма промена на раководството, која година дена на таа позиција со избран мандат, мислам дека во најмала рака не е сериозно. Зашто го говорам ова? Затоа што ние бевме под константен притисок, прво од голем дел од медиумите провладини, константно. Сега водиме борба и со нашите, сакам да кажам наши, партиски другари, кои во еден аспект од претходното владење наше биле на видни функции. Така да, по мене, таа борба е помако трпна, него ли борбата со ВМРО. Треба време, консолидација и мислам дека све ќе дојде на свое место, со што ВМРО ќе се соочи со вистинска опозиција. Дали по Конгресот очекувате дека партијата ќе излезе посилна или само ќе се продлабочи поделбата внатрешна и можеби утре заутре во партијата да се пројави интерес за фракционерство? Видете, фракционерството... За преземење на партијата? Фракционерството во СДСМ не било никогаш страна тема, како ви рекле. Секогаш се појавале фракции, па потоа се губеле. Мислам дека Социјалдемократскиот сојуз е таа партија која може да се спротистави на ВМРО ДПМН и сите фракции што ќе излезат од Социјалдемократскиот сојуз набрзо ќе се угушат или ќе го изгубат својот тек. Можно ли е од Конгресот да произлезе и нова изборна платформа со премиси на социјална правда, слобода, да, критичка мисла? Апсолутно, тоа ќе го представи председателот Венко Филипче на самиот Конгрес. Следите три гости во емисијата Александар Трајановски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Господине Трајановски, отворивте фронт против медиумите, помалку наликувате
како во времето на Никола Груевски, кога ги етикетираше медиумите, ги делеше новинарите. Знаете како заврши А1 телевизија и Никола Груевски? Да. За жал. Заврши лошо. Јас морам да кажам дека тој линч што ние го трпиме како партија моментално од провладините медиуми, провладините новинари, ја нарушува цела етика. Прво и новинарска, второ, ние сме сите луѓе со фамилии, нон-стоп да бидете нападнати, да дефокусирате јавноста со тоа каде бил председателот на одмор или кога отишол на одмор. Мислам дека е дегутантно. И мислам дека и на народот тоа веќе му станува на еден начин одвратно, затоа што вие може да измислите нова афера, да нападнете една страна, па да ме нападнете еднаш мене, еднаш друг дел од извршниот, друг функционер или било што. Јас сакам да кажам дека тоа не води нигде, тоа е еден линч кој се надевам дека ќе изгуби интерес. Затоа што фокусот на провладините медиуми е Венко Филипче, председателот, затоа што не испорачуваат ништо. Све се крие зад атакот. Се прави класичен дефокус и ние сме цел на линч. Дали е тоа од провладени медиуми или од новинари, свеедно. А сега гледате дека и од наши сопартици. Кога премиерот и лидер на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, беше поголем криминалец, кога седеше еден наспроти друг седеа со Филипче во владата, или сега кога Мицковски успеа да го убеди Али Ахмети на лидерска средба? Поголем криминалец? Да. Не можам да кажам кога бил поголем криминалец или дали бил Бидејќи вашиот лидер го квалификува дека со криминалци не седи на маса. Видете се вака. Криминалци во аспект збориме на тоа што кога почнавме да вадиме цела тендерска шема, дека се добиени за година и пол по сите општини 161 тендер од една фирма, после тендери во пошта од 1,2 милиони евра, тендери од 9 милиони евра на фирми, на човек фирми, на фирми кои се отворени 6 месеци пред составувањето на владата. Од тој аспект и нашиот председател го кажал тоа дека не се иди на маса со криминалци. Дали бил претходно или после тоа не би можел да кажам. Филипче со Ахмети, Мицковски со Ахмети. Дали тоа е сигнал дека СДСМ смета дека денес Дуи со истиот Али Ахмети е реформиран? Што беше повод за средбата со Ахмети? Повод за средбата со Ахмети беше, мислам дека председателот Филипче тоа го напомена дека беше разговарано за распределбата на локалната власт во Гостивар. Тоа беше кажано и тоа го кажа и председателот. Сакам да кажам, имаме наша програмска определба, имаме наш концепт и ќе се држиме до него. Факт е дека од секогаш сме биле плурипотентна политичка партија, усмисла на тоа дека сме биле широко коалициона ориентирана, така да мислам дека и моменталната, а и идните коалиции ќе се градат на база на програмски аспекти. Факт е дека тоа ќе биде интеграцијата во ЕУ. Од каде вашата убеденост дека власта се спрема за превремени парламентарни избори? Видете, уназад, значи, кога ќе го видиме владењето на ВМРО, ќе видите дека ретко кога терале цел мандат, значи секогаш на половина се распишувале предвремени избори. Е тоа како една пракса да речеме дека ќе биде и сега, што не мора да значи. Ама кога ќе видите во каква ситуација е моментално државата, дека еве се спрема сега синдикален протест, има закочување кај минималната плата, потоа имате прв пат
во историјата, мислам, на државата, дека на 15 декември е затворен трезорот, каде што нема меѓуинституционални плаќања. Имаме една буџетска дупка која е веќе 2 милиарди евра. Потоа закочено враќање на ДДВ-то од 120 до 150 милиони евра по компании. Тоа све укажува дека владата нема да има друг начин, ќе мора да распише предвремени избори, доколку сака нешто да промени. Вие сте подготвени за предвремени избори? Апсолутно сме подготвени за предвремени избори, затоа што Социјалдемократскиот сојуз како партија Вака разединет сте подготвени за избори? Апсолутно сме подготвени за избори. И тоа го тврдам. Разединет не би се сложил дека сме разединети ако еден, двајца или тројца бивши функционери наши излегле на телевизија и барале оставка од председателот Венко Филипче со цел они да седнат на тоа место. Мислам дека не е тоа знак дека сме ние разединети. Така да апсолутно Социјалдемократскиот сојуз е подготвен за избори кога да бидат. Европскиот пат е во моментов статус кво. Економските перформанси, вие често како опозиција ја критикувате власта, иако таа вели дека овие задолжувања меѓу другото ги прави и да се раздолжи од она што вие сте оставиле како владеачка гарнитура. Може ли да говориме дека во вакви околности на кревка политичка состојба може власта и опозицијата настрана суетите и политичкиот анимозитет да седнат на иста заедничка маса? Лично мене, ако ме прашувате, ја би сакал тоа да се случи, ако е во интерес на граѓаните, во интерес на нашата држава, да оди напред државата. Значи, сите суети треба да се закопаат и да се разговара. Да се отвори една широка дебата и да видиме што можеме да промениме и каде може да бутнеме. Ние во моментов се соочуваме со можност да станеме паралелен играч. Значи, да не сме внатре во процесот, да дојдеме према Европската унија, туку да бидеме покрај процесите. И едноставно Европската унија да изгуби интерес за нас. Тоа е нешто најопасно што може да ни се случи. Смета дека сме изолирана држава? Апсолутно сме изолирана држава. Вие не сметате дека сме изолирана држава? Не, јас поставам прашање. Знам да еве дебатираме, збориме. Јас сметам дека сме изолирана држава. Отвараме конфликти со сите наши соседи. Отвараме конфликт со Грција на затворено прашање. Отвараме конфликт со Бугарија. Едноставно, единствено, оската со Србија ни е движечка и тука се држиме цврсто со председателот Вучич. Ама сепак мислам дека на затворени прашања не треба да отвараме нови прашања. Ние сме тие што треба да форсираме диалог. Ние сме тие што треба да форсираме диалог и со Бугарија, со цел да најдеме заеднички јазик, да можеме да тргнеме напред, да отвараме кластери, да се приближиме до Европската унија. Господин Трајановски, на крајот, вие сте лекар по професија. Председателот е лекар. Каква дијагноза би дали на партијата во моментот? Дали е во коматозна состојба? Не е во коматозна состојба. Моментално партијата е во процес на сериозна консолидација. Ја ви кажав, мислам дека е прекраток периодот од година дена после таков убедлив пораз да се дигнеме толку високо, така да чекор по чекор ќе се изненадите позитивно во идниот период што предстои. Благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата. Александар Трајановски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, интервју во пресред на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи се работи за луѓе кои навидум се принципијални. Он има принцип дека не контактира со адвокати, мене лично нема да ме прими, во обврска сум да му се обратам писмено и така натаму, а во исто време истиот човек го гледаме на некоја снимка со некој обвинет од актуелен предмет
седи во празен ресторан и така натаму. Една од најобсежните истраги досега, поради обвинение за висока корупција во државата. Зазиданите 350.000 евра не биле на судијата. Родителите признале дека се нивни. Но дури и да е така, дали е возможно парите да завршат или да бидат зазидани токму во зид во кујната во домот на родителите? Многу прашања и дилеми. Во ова издание на Тринг соговорник е Владимир Туфекџич, актуелен адвокат, поранешен судија. Господине Туфекџич, изненадени сте од ова обвинение пред се и за случајот на вашиот колега до вчерашен Ристов? Јас во основа од ништо не сум изненаден. Она што треба да се поздрави, тоа е работата на јавното обвинителство. И во таа смисла и во таа насока сите ние треба да имаме она што се вика општествена одговорност. Говорам за луѓе кои работат во правосудството, судии, јавни обвинители и адвокати, и да го поддржат обвинителството во борбата против корупцијата. Нема да навлегувам во анализа на предметот, затоа што како професионалец и пристојноста ми налага да ја почитувам презумцијата на невиност и на крајот на краиштата одбраната е работа на судијата и на неговиот бранител. Ние треба да отвориме прашање после овој случај за она што е суштина. Суштината е во тоа дека ние треба да ја идентифицираме групата, малата група на луѓе против кои се бориме, бидејќи борбата против корупцијата подразбира дека вие мора да го имате дефинирано противникот, односно таргетот. Овде се работи, значи, за група на луѓе кои имаат криминоген ДНК, луѓе кои утре да им дадете 10.000 евра плата, судиска или обвинителска, они ќе го прават истото. Овде имаме работа со луѓе кои мобилизираат и регрутираат нивни истомисленици од редот на судиите, јавните обвинители, адвокатите, мешетарите секако, надвор од судот, и имаме работа со луѓе кои веднаш презема мерки и активности во насока на мобилизирање на нивни истомисленици од редот на полицијата заради лична логистика и заштита. Дали кога велите една мала група на луѓе, дали таа мала група на луѓе сушност го урива целиот имидж за македонскиот правосуден систем? Таа мала група на луѓе е извор на сите проблеми и недоверба во судството. Дали во таа мала група спаѓа и овој ваш судија? Тој дел не би можел да го коментирам, бидејќи истрагата е во тек. Јавниот обвинител е тој што треба да каже и да го каже последниот збор, односно судот и судските инстанции. Но факт е дека мала група на луѓе во судството која се занимава со криминални активности постои. И ние тоа треба да го прифатиме како реалност. Тоа е група на луѓе која е извор на недовербата, група на луѓе која со своето однесување ги ремети нормалните текови и нормалното работење на нас адвокатите. Група на луѓе која влијае на обичниот судија кога нема аргументи да образложи осудителна пресуда, тој сепак ќе донесе осудителна пресуда, бидејќи прва помисла му е не сакам да ме зборат дека сум земал пари. Значи, до тој степен е сето тоа изместено и ова што јас го говорам
Тоа е равенка со една непозната и таа треба да се најде на главната маса во републичкото јавно обвинителство, за да се направи јасна стратегија, методологија и пристап откако ќе се идентифицира она што е проблем во судството. Повторувам, тоа е мала група на луѓе, има огромен број на честни луѓе кои професионално си ја вршат својата работа, така да во таа смисла и во таа насока треба да се поздрави ова што денеска го прави. Дали овој случај со судијата Ристов всушност само ја потврдува потребата за она што подолг период се заговара, неопходноста од ветинг во судството? Па може ние тоа да го наречеме како сакаме. Дали ветинг, дали реевалуација и така натаму. Битно е да имаме концепт и стратегија во борба против ова зло. А концептот и стратегијата ќе го добиваме откако ќе го идентифицираме противникот. Значи се работи за луѓе кои навидум се принципијални, он има принцип дека не контактира со адвокати, мене лично нема да ме прими, во обврска сум да му се обратам писмено и така натаму, а во исто време истиот човек го гледаме на некоја снимка со некој обвинет од актуелен предмет, кој седи во празен ресторан и така натаму, па сега ја да прашам со кој писмен поднесок ти се обратил тој за да оствари средба некаде надвор. Сакам да кажам, јас сум за него потенцијално опасен човек, затоа што тој не препознава во мене она што тој го има како ДНК. Криминогениот ДНК. Нема сигурно да ми се обрати да ми каже Тувке дај ми 20.000 евра за да ти решам предмет. И што ќе се случи? Нормално, прва фаза АНБ, втора фаза катастрофа. Што значи, они регрутираат луѓе со нивни мајнсет. И така работат, се создава привид дека ова се изолирани случаи. Не е точно. Може би се создава некако привид, но тврдам и гарантирам дека тие луѓе меѓусебно комуницираат. И само спорадично, доколку веќе државата, односно обвинителството, веќе ќе навлезе во некаква трага, тогаш имаме спорадична реализација. Колку изнесува тарифата за да се заврши работа? По однос на тарифата, тоа е долга и широка. Јас сум 4 години адвокат. Можам да кажам дека овие луѓе за кои говорам, односно се зборува, значи во судските од судски извори, во судски ходници. Тарифата веќе стана јавно достапна информација. Она е издигната, значи, на ниво што јас во некој сарказам го кажувам само што не е составен дел, значи во некој од одредбите на судскиот деловник. Така да тарифите се различни, зависно од тоа што и на кого треба нешто да се заврши. Но небитна е висината. Битно е дека таа реално функционира и реално постои. Господине Туфекџиć, зарем за вас не е симптоматично што пред одреден период за осомничениот судија имало барање до судски совет да се реагира? Ова тело кое избира, именува и разрешува суди, тогаш останало имуно на повиците. И тогаш се зборувало дека станува збор за одоговлекување на судски случаеви, држење во фиока, за примање мито. И никому ништо. Мислам дека проблемот е во ингеренциите и надлежноста на судскиот совет. Проблемот е во тоа што судскиот совет треба да постапува под допрен глас. Проблемот е во тоа што
судскиот совет тогаш постапувал по конкретен предмет и го казнил судијата. Меѓутоа, судскиот совет не може да остане нем на она и глуп на она што ние го знаеме. Еве и јас потврдувам дека со жалење дека да, тие состојби за кои говорам, тие се точни, тие се актуелни. Што значи, ако јас тоа го знам, тоа е невозможно да не го знае судскиот совет. Решение гледам во тоа да некој од членовите на судскиот совет побара измена на законот за судски совет, каде што судскиот совет ќе има обврска во рок од 48 часа по поднесена пријава за корупција против судија, да го извести јавниот обвинител, а јавниот обвинител во рок од 24 часа да постапи. Може би тука малку ќе се размрдаат работите, а од друга страна да не се стави и да не му се стави багаж на судскиот совет да биде истражен орган, него тоа да го преземе тој што е единствено овластен за гонење сторители на кривични дела. Што значи, судскиот совет, еве слушам дека некои луѓе повикале некои судии, па им му кажале, па им кажале дека се зборува за нив, па им му кажале дека нешто се претерал. Што со тоа? Значи, тоа не е решение. Значи, ние мора ова зло да го сосечеме во корен. Дали се отвара простор од потребата за целосна реформа во судскиот совет? Реформата во судскиот совет е неизбежна тема. Новите членови на судскиот совет, јас сум скептичен дека ќе успеат да направат нешто, да наметнат некој нов квалитет. Една од членките лично ја познавам и јас и честитав на изборот. Меѓутоа, доколку тие, односно ние, доколку не видиме за кратко време дека тие направиле нешто што е нешто ново, некој нов квалитет, и доколку продолжат да функционираат по досегашната матрица, они ќе останат запишани како повторно едни обични членови на судски совет кои наредните 6 години ќе функционираат како членови на судскиот совет. Господине Туфекџич, како е возможно да се лоцираат средствата од страна да се пронајдат, а 2 дена никаде да го нема осомничениот судија? Дали тука се остава простор дека можеби обвинителството и осомничениот преговарале наместо класичен затвор да заврши куќен притвор? Дали има простор за сомнеш дека можеби ако осомничениот проговори дека ќе се отвори пандорината кутија во која ќе излезат навидени и други крупни риби кои се инволвирани во овие криминогени дејанија? Јас не гледам така на таа работа. Мислам дека јавниот обвинител ние треба да му даеме целосна поддршка за ова што го прави. И досега еве 6 дена никој не кажа ништо за јавниот обвинител и еве јас ќе искористам приликата да на јавниот обвинител му честитам на една брилјантна операција, бидејќи како судија на тоа имам право, затоа што сум учествувал оваа операција, можам да ја ставам во група со уште 1-2 операции во кои јас сум учествувал како судија, кои биле од тоа ниво како што ова е изработено. Молкот од 2 дена, бидејќи да не забораваме, јавното обвинителство имаше официјално соопштение. Не значи дека некој со некого преговарал. И не мора тоа да значи. По однос на притворот, јас ќе кажам дека овој човек, значи мој довчерачен колега, јас лично го познам,
тој да не му е определена ни една мерка, тој е реално во притвор. Кај ќе оди? Значи, скандалот е од такви размери да тој веќе нема апсолутно никаков простор да се разговара за некакви договарања, дилови или преговарања. И да не заборавиме, јавниот обвинител го испитува неговото работење во насока на коруптивни дејанија и јасна е целта на јавниот обвинител што бара, и тоа е добро, од моментот на неговиот избор во апелациониот суд од февруари 2020 година до денеска. Значи, ова ќе резултира во една прилично опсежна истрага, така да не верувам дека има простор за било какви разговори, преговори или дилови. Во таа смисла и во таа насока јас тоа би го тргнал на страна. Ристов не е изолиран случај. Претходно, Наке Ѓоргиев, врховен судија, Митажија ја призна вината и се спогоди со судот. Добро. Поранешниот судија, Енвер Беџити, кој беше во апелација, заврши на црната листа на САД, беше отстранет од апелација. Точно е, може да зборуваме дека не треба да зборуваме за независност. Независноста на судството е утврдена категорија, таа е уставна категорија. Меѓутоа, дали имаме, прашањето треба да гласи дали имаме нормално судство и нормални услови за работење во судството. Ние немаме. Со вакви случаи ние тоа го немаме. Така да ние мораме темелно да ги смениме работите, да ги вратиме работите во нормала. И ќе кажам следново. Јас сум човек на мои 60 години, мојот живот е исполнет, реализиран. Јас за себе и за својата иднина воопшто не сум загрижен. Меѓутоа, огромен проблем ваквите настани, ваквите крупни корупцијски скандали влијаат на младите адвокати. Тие тотално ги деморализираат. Тие луѓе не може да работат. Не може да функционираат. Ете, за тоа се работи. Како судија, бевте дел од судскиот совет за носењето на одлуката за таргет, тврдина, предметот кој го водеше Ристов. Тогаш во ова студија бевте, се сеќавам, рековте, одлуката Земјалков е правилна и праведна. Точно и тврдам дека е правилна и праведна и ден денес. Тоа го тврдам затоа што прво верувам во таа одлука и знам колку време, енергија и напор е вложено да се дојде до таа одлука. Тоа што апелациониот суд после 9 месеци или 10, сега не се сеќам, поправите ме, нашол некоја технички пропуст или техничка грешка. И ден денеска сметам дека имале основ и имале услови да тоа го надминат и на крајот на краиштата тие да стават печат на тој предмет или да ја потврдат одлуката или да донесат ослободителна одлука. И ден денеска тоа го тврдам. Со измените на кривичниот законник пред неколку години, дел од тогашните обвинети, делата им беа преквалификувани, дел од нив добија ослободителни пресуди. Во собранието е на поведок нов кривичен законник. Дали сметате дека со новиот кривичен законник ќе се анулираат оние пропусти од минатото? Ние како работна група, бидејќи јас сум член на работна група и за новиот кривичен законник и за измените на кривичниот законник, нашето мислење го дадавме. Нашиот став беше да ги вратиме состојбите пред измените и тоа го направивме.
кривичниот законник, она што е предложено од нас како работна група, е понатаму дадено во процедура. Меѓутоа, ние како работна група не може да влијаеме на 9 или 10 пратеници кои одлучили да си прават свој кривичен законник и буквално да ќе елиминираат некои делови само од ним познати причини. И ако е тоа така, министерот за правда, не само овој, него било кој иден министер, воопшто не треба да ни го троши времето, да не ангажира во некаква работна група, во која на крај и јас и останатите колеги ќе видиме само еден декор, а уствари измените на кривичниот закон ќе ги донесат 9 или 10 пратеници, кои тоа ќе го стават на предлог, како предлог за гласање и тоа ќе се изгласа. Значи, во иднина, нека тие пратеници бидат работна група и нека тоа се решава директно во законодавната комисија на собранието, а на професионалците, ако веќе оваа држава не рачуна, а очигледно според постапките ние не сме ја задоволиле формата на неколкумина пратеници, тогаш тие самите нека носат одлука, а ние ќе ја коментираме тогаш нивната одлука. Во однос на новиот кривичен законник, Сабина Факиќ од невладиниот сектор смета дека негативно предложените измени на кривичниот законник во делот на јавните набавки со забелешка дека ако влезат вака, како што се предложени, ќе доведат до поголема неказнивост на корупцијата во државата. Ја знам дека тој дел околу јавните набавки, она што ние денеска го гледаме, апсолутно значи не соодветствува на она што ние како работна група сме го сме утврдиле дека треба да биде, односно како работна група сме предложиле. Јас не би навлакал во детали, но точни се забелешките и на место се забелешките. Некои делови од законот се, она што ја викам, комплетно масакрирани, значи извадени се цели ставови и пасоси. Така да во тој дел ќе кажам само една работа. На државата е да одлучи, бидејќи таа има и овие луѓе што се на власт, они имаат најголема одговорност. Дали ова ќе биде нормална правна држава, која ќе, кај што секој нормален човек ќе има правна сигурност пред се, или нема да биде. Или тоа ќе биде ова што сега се прави, па нема никаква разлика од она што претходно се правело, а што денеска пола од тие луѓе, добар дел се у опозиција, не може да се сетат што направиле со измените на кривичниот закон. Така да тоа е. Благодарам за интервјуто и гостувањето. Благодарам и на вас. Толку за вечерашното издание на ТВ магазинот Трилинг, во кое гостува подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Александар Трајановски, адвокатот и поранешен судија Владимир Туфекџич, како и председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Слободан Трендафилов. Довидување до идниот петок во исто време.